Завршил основно образование во Ваташа, ниžа гимназија во Кавадарци, а потоа го продолжува своето образование во престижната Крагуевачка гимназија како државен стипендист. Токму во Крагуевец започнува неговата револуционерна дејност, станал член на Скојевската организација, а во Крагуевец го пишува и неговиот познат дневник, во кој ги опишува состојбите кои што го окружуваат, неговите другарувања, неговите први симпатии и така натаму. Страшо Пинџур остро се спротивставува на тврдењето на српскиот психолог од Ниш Василије Правуловиќ, кој што македонците ги нарекува да се прост и неук народ, што било несвојствено за еден млад човек од неполни 17 години. По завршувањето на гимназијата во Крагуевец се запишува на правниот факултет во Белград, каде веднаш се вклучува во револуционерното движење, станува член на МАНАПО, потоа на студентското друштво Културно-просветно друштво Вардар, каде што и негов секретар. Бил член на студентскиот акционен одбор во Белград, кој што учествува во организирањето на сите студентски демонстрации и протести кои што ги организираат студентите во Белград. Во 1938 година Страшо Пинџур прави обид да се префрли во Шпанија да учествува на страната на интернационалните бригади кои што се борат против монархо-фашистичка диктатура на генералот Франко. Меѓутоа, поради затварањето на границите не успеа да се проби и се враќа назад во Чекословачка. Иста таа 38 година во декември уапсен и е затворен на 6 месеци затвор во истражниот затвор Ада Циганлија во Белград. Во 1939 година Страшо ја обновува работата на партиската организација во Кавадарци, односно во Ваташа, заедно со Џошо Бујаджиев и Ристо Милов од Кавадарци. Го формираат првиот месен комитет во Кавадарци. Во 1940 година е повторно затворен и повторно осуден и испратен во затворот Ада Циганлија во Белград. Пуштен е непосредно пред почнувањето на Втората светска војна, се враќа во Скопје и активно се вклучува на страната на народно-ослободителното движење. Станува секретар на местниот комитет во Скопје и на 22 август е еден од главните иницијатори за формирање на Скопскиот партизански одред и заедно со борците од овој одред скоро цел месец дена е на терен. Во 1941 година станува инструктор на Покраинскиот комитет, а иста таа година и член на Покраинскиот комитет на Македонија. Во 1942 година Страшо Пинџур станува член на главниот штаб на Македонија и активно учествува во формирањето на скоро сите позначени партизански единици во тој период во Македонија. Значајно да се каже дека после разбивањето на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов, Страшо Пинџур заедно со Мирче Ацев се испратени во Велес за да ја средат работата со партиската организација во Велес. Во куќата на Јован Митрев откриено нивното присуство, тие се уапсени и испратени во Скопскиот областен затвор. Во затворот се страшно тепани од страна на неколкумина бугарски агенти со дрвени палки и со парчиња од автомобилска гума. По главата, по нозете, по телото, по табаните. После 3-дневно интензивно тепање Страшо им подлегал на повредите на 4 мај 1943 година, на 4 јануари 1943 година. Неговото тело е тајно изнесено од затворот и закопано на скришно место, така да и ден денес не се знае каде е неговиот гроб. За народен херој на Македонија е прогласен на 29 јули 1945 година и еден од првите народни херои на Македонија. Токму по тој повод неговата спомен куќа во 1976 година е претворена во меморијален спомен музеј и е споменик на културата заштитен со закон на Република Македонија. Нека му е вечна славата. Навистина сум горд што сум градоначалник и што сум жител на Кавадарци, што моите корени по баба потекнуваат од Ваташа, едно од најреволуционерните села или населени места во Република Македонија. Конкретно за фамилијата Пинџурови веќе нема кој што не знае дека и неговата баба и неговиот татко, па и тој самиот се камен темелник на македонската самобитност и тоа навистина е голема работа за градот од кој што го представувам и од кој што потекнувам. Се работи тука за еден споменик на културата кој што е по надлежност на државата, меѓутоа и ние како локална самоуправа имаме многу пати помагано од буџетот од нашиот оперативен буџет. Помогнавме тогаш кога ни прокисна таванот на оваа куќа, не сакајќи да чекаме по пат на донации, по пат на
одредени финансиски средства од нашиот буџет, успеавме да го санираме покривот. Саниравме и хидроизолација, односно поставивме хидроизолација на едниот од зидовите каде што ни се појави влага, како и ова хортикултурно, односно овој бекатон кој што го гледате тука, кој што исто така е донација од локалната самоуправа. Тоа го правиме не само тука, го правевме и за спомен костурницата, и за кровот на манастирот во Моклиште, независно од тоа што тие се под надлежност на државата. Мојот иден ангажман, се надевам и на Министерство за култура, ќе биде црквата во селото Дабниште, кое што е исто така од многу стар период, кој што е споменик на културата, меѓутоа кое што сепак бара човечка рака и бара одредена санација.